Знаеме ние дека Google Photos е апликација која што се користи за бекап на видео и на фотографии и дека во неја може да се креираат албуми. Сега, дали во тие албуми има лимит колку видеа и слики може да се постават? Да, има. Бројот е 20.000. Кратенките кои што ги има во Google Photos. Почнуваме со стрелките. Тие се за следна и претходна фотографија. Претходна, следна. X. За селекција. Ете. Друго. F. Ја ставам во favorites. Еве F. Гледате звездата ми се означи. Ако кликнам пак, ќе ја тргни. Следно. Escape. Ќе излезем од сликата. Закосена црта. За да бараме. Ќе излезем од тука. Значи, еве косата црта. И не носи да бараме тука. Добро. Прашалникот ни ги покажува кратенките. Ама треба да мене да има вака простор. Значи, еве прашалник. Не вака. Трни се. Туку треба да приците Shift и прашалник и ви ја вади листата. Ги кажува кои што се мене има тука да ги читам, пошто име од тука. Следно имаме за Edit. Тука треба да влеземе во една слика. Почнавме со ова и ќе продолжиме со неа. R. Каме во Edit мод. Еве сме тука. Ако маниме R, само неверојатно закочи. Значи R и го води ова. Ако прицениме R, бегаме од него пак. O. Да речеме ако сме мандали некој ефект и ако прицениме O, не, уствари О е за ова. Ако ајме тука и ако маниме најверојатно чакајте малку. Да речеме ќе направиме некој едитај. Така. И ја сакаме да се вратиме во оригиналната е да ќе прицениме оригинал, односно ова ни прави за компарација. Добро? Веќе не зачувам ништо. Пак ќе во Edit мод. Имаме А за не враќа овој дел. Значи продолжуваме. Тарава не носи во делот за бришење. Е Edit мод. Друго. Имаме Z. Зумира и одзумира. Еве, Z. Тап. И за приказ на информации и криење. Shift и D, за да ја спуштиме. Значи, Shift и D. Shift и R. Ја ротира.
okreće se kolo sreće. Shift ja je usivo arhiva. I space za puštanje i pauziranje na video. Kako da imate klasičan YouTube? Da ćemo onaj YouTube ko što beše 2013, 14, 15, 16, 17 i tako natamo. Zato vi treba YouTube Redux. Znači ova ekstenzija je imate i za Google Chrome, no imate i za Mozilla. Pošto meni mi treba za Mozilla, gdje si napišem YouTube Redux Mozilla i gdje si ja instaliram. Eto je tuka. Si udam normalno add to Firefox. Add. Ok, hvala prijatno. Si ga otvorim YouTube i da vidimo sama ta promjena. Ok. Evo ga onaj klasičan izgled koji što ga imamo. Znači nema tuka krupčinja, svih ima kockički, pa mali thumbnailčinja, znači klasična ta forma. Evo da vidimo ovo library kako izgledaše. Da rečemo jedna playlista kako izgledaše. Evo to je klasičan izgled. Evo je profilna slika, ne kružna. I сега si se vratim na ovo normala. Сега trgame ova ekstenzija. Remove extension. Refresh. I ето сме верзията що има сега. YouTube реши да го тръгне приказът на броят на дислайкови во едно видео. Односно, нема да се гледаат броят на дислайкови јавно. Копчето ќе го има, ќе може да се лупат дислайкови, ама дислайковите ќе ги гледа само креаторот. Одиме да видиме кои делови ги има едно USB. Mass Storage Controller. Овој дел е наменет за складирање на податоците. Ги зема податоците и ги зачувува на мемориски чип. Non-flash чип. Тука се складирани податоците. Осцилатор. Тоа е кварцен кристал кој што го контролира изгледот на уредот. USB конектор. Дел за поставување на USB-то во нашиот компјутер. Кукиште, каде што се сместени сите внатрешни делови. LED. Некои USB уреди имаат и LED светло, со кој што се означува дека уредот е поврзан со компјутерот. Капачка. Некои USB уреди имаат пластична капачка на конекторот, која што е поставена со цел да не се прави конекторот со прашина. Продолжуваме за кратенки од тастатура за TikTok, кратенки од тастатура за YouTube. Ќе кажам кој е животното на логото на GIMP и кратенки од тастатура за Instagram. За TikTok. Стрелката нагоре е за претходно видео. Стрелката надолу е за следно видео. M за запирање и вклучување на звук. L за лайк на видеото. Во YouTube Т за Cinema Mode. Знаете да изложи. J 10 секунди назад. К пауза. L 10 секунди напред. Spacebar пауза. M запирање на глас. Стрелка налево 5 секунди напред.
и стрелката надесна е за 5 секунди напред, а стрелката налево за 5 секунди назад. Ова чудо овде, знаеме дека е логото на апликацијата за едитирање на фотографии. Животното на логото на програмата е кафеаво куче и тоа се вика Вилбер и беше представено во 1996. Овде е грешка. За Инстаграм стрелката нагоре може да биде за скролање нагоре, но и за претходно стори кое што е поединечно. Стрелката надолу за скролање на долу и за следно стори поединечно. Сега. Стрелка налево за претходен пост, но и претходно стори кое што се наоѓа во колекција. Стрелка надесно, следен пост, но може да е и за следно стори кое што се наоѓа во колекција. На овие датуми Microsoft ги прекина поддршките за следните оперативни системи. Windows 7.0 на 31.12.2001, Windows 2.0 31.12.2001, Windows 3.0 31.12.2001, Windows NT 31.12.2004, Windows 95 31.12.2000, Windows 98 36.2002, Windows 2000 13.7.2010, Windows XP 8.4.2016, Windows Vista 11.4.2017, Windows 7 14.1.2020. Се уште непрекинати верзии се Windows 8, кој што ќе биде прекинат на 10.1.2023, Windows 10 на 14.10.2021, 2025 и Windows 11 се планира.